Секој четврток на Радио Слободна Македонија. Радио Бурек со Јанко Илковски. Од 17 до 18 часот. Драги мои, добар ден и добре дојдовте. Јас сум Јанко Илковски, денеска од 17 до 18 часот ќе се дружиме и ќе искоментираме неколку работи. Впрочем, не можеме да бегаме од нашата реалност, колку и да сакаме да се свртиме кон Жан-Мишел Жар, Јан Килан, кои наскоро ни доаѓаат во земјата, да се свртиме кон Нобеловата награда на Боб Дилан. Нашата секојдневица ни зависи од политичарите. Политичката криза предолго трае, го чувствувате тоа и вие, због тисановие. Мене ми е лично навистина преку глава. Можам да замислам само како ви е вам. Добро, како ќе избегаме од сево ова? Ќе избегаме со најдобар можен начин. Опозицијата се обиде тоа да го направи со фрлање кондоми со боја, обид да се влезе во институциите и на сила да се сруши власта. Видовме шатори, видовме боја, видовме палење канцеларии, видовме се што и не им успеа. Имаше многумина кои сметаа дека меѓународната навистина сака да се реши оваа криза овдека и да воведе ред и волја народот како ќе избере. Меѓународната, за жал, вели народот да избере, ама по наш кеф. Кој е кефот на меѓународната? Тоа е опозицијата. Толку е јасно, толку е очигледно, тие би биле најсреќни да биде опозицијата. Зошто би било опозицијата? Еве, нормален партиски човек ќе каже, па дајте им, еве, нека бидат они во ред, нека биде опозицијата, со странците добро ќе се разбираат. Како ќе биде тоа по нас македонците, тогаш се прашувам. Закажано ви е федерализација, закажано ви е промена на името, промена на идентитетот. Ако сиве овие работи климате со главата и велите да, нема проблем. Ако на сите овие инвестиции до сега, кои се направени, вложени, инвестирани, отворени нови работни места, им велите не, во ред, имате право на тоа, окей? Дајте повторно, нека биде Македонија како што беше пред 2006 година. За жал, драги мои, колку и да човек сака да биде објективен, јас не можам да им верувам на овие кои се обидуваат да дојдат на власт, дека ќе работат како претходниве, дека ќе вложуваат, дека ќе инвестираат, дека ќе видиме нови итни амбулантни возила, автобуси, дека ќе видиме компании како Дрексел, Мајер и така натаму. Напротив, памтам како од 2002 до 2006 година немавме ниту една инвестиција. Знаете ли што беше проблемот што немавме инвестиции во тоа време? Мислите, немаше заинтересирани. Дури во таков лош амбиент имаше понекоја заинтересирана компанија. Па сега ќе ви кажам. Лидерите тогаш на власт, кои беа и во владата на Република Македонија, едноставно бара рушвет. Рушвет, луѓе мои. Абе, плати ми кеш, па ќе те пуштам, гради што сакаш, прај. Вие јасно зошто Ауди немаме сега? Вие јасно зошто е одбиено Ауди? Тоа никој не може да го каже, бидејќи не може ни да го докаже. Но, треба да си ненормален кога ќе излезеш надвор и мирисаш и викаш, абе се излеала негде канализација. И доаѓа друг, не е точно. Имаш ли доказ? Абе, корне смрди. Не, ја не знам тоа. Тоа е твое субјективно мислење. Така и со многу денеска други работи. Знаете, интересно е како во време на криза многу пријатели стануваат непријатели, а многу луѓе кои не се ги сметал за пријатели ти стануваат поблиски од браќа. Човек мој кој е доста близок со СДСМ, со кој израсна во школска клупа, кому му бев кум на свадба, затоа заради својот ангажман на шарените со свирчето, нели, и така натаму, мораше на некој начин да го избрише пријателството со мене на Фејсбук и едноставно ми пише и ми вели Збогом ме откачи од пријатели, абе страшна работа, што да ти кажам. Збогом заборавиме, ти го браниш криминалот. Добро, окей. А ти кого браниш, бед пријателе? Ти кого браниш? Заев го браниш, Глобал го браниш, ја браниш приватизацијата. Приватизацијата е законска, драги мои. Бранко Црвенковски, за разлика од овие балавандери, многу фраерски си го направи. Јане Милјовски и уште компанија таму Зунови и ова она му завршија работа да сето тоа
бркање од работа, да се она што се случи, затворење на фабрики, биде со закон. Сега, замерката до оваа власт е што никогаш немаше ни храброст, ни гс, ни мадиња да го отвори процесот на приватизација и барем за нашите родители, вашите родители, за сета онаа трагедија што ја преживеа во 90-тите и 2000-тата после војната, бидејќи војната како добро дојде откако ве и шутира од работа, откако ви го спопикаа со тат, што убаво имаше една војна и тоа наивни ВМРО-овците како им го зачука, војната ја направиле ВМРО. Зошто од и тогаш они биле на власт? Каква перверзна игранка им наместија тогаш меѓународната и СДСМ перфектно. Овој пат не успеа. Да, овој пат не беше Љубен Бошковски министер за внатрешни работи, овој пат беше Гордана Јанкуловска, која од првото свое доаѓање им фати пола тон кокаин. И затоа сега овој Боговски на телевизија ќе искача и ќе јаде бурек. И која перверзна личност, онака никој такво одбивно, знаеш која би бил лик во филм, најверојатно би глумел серијски убиец, педофил. Уствари анимофил, така. Сигурно би сакал мали козички да сексуално се изразува врз мали кози, јариња. Бог да чува какви типови и пренесуваат. Па интересно е кој све се најде овдека. Ме интересираше, сега, знаете, го следам и балансот кој на која страна ќе фаќа. Еве, например, сосема случајно почна и компаниите покрај порталите. Еве, баш со овие последни изјави на Боговски кои слушај, да е просто е смешно. Кодоминас го наместил Груевски да биде премиер за да му игра за него, слушај, не можеш да ја довршиш реченицата колку е небулозна. Стварно треба да си дебил, имбецил. Стварно треба да си собственик на некој портал како Шител или таквав некој онака Мактел или такво нешто. Да можеш нешто такво да изговориш. Гледам одма се закачија порталите mkd.mk, па интересно, кајгана и точка, кои обично беа неутрални и така натаму, и они се фатија убаво страничка, бидејќи се надеваа дека, нели, USAID има и Сорос доста пари, па ќе капне и за нив. Interesting, very interesting. А мене лично па ми се случува една многу интересна работа. Поздрав до моите пријатели, познаници, па и некоја роднина тук и таму од НЛБ Тутунска банка, кои убаво ме предупредија уште пред известно време дека Јанко, пакој порталите со време. Ја па пуста мрза, бидејќи ми се стварно под гс, да не речам одмак што ми излезам од врата, ме мрзи тоа да го правам, затоа што има, вика, таму прилично пертумбации, нови луѓе на раководни места кои се прилично соросоидни, поточно кадар од соросоидните овие окоти. Така што во последно време, заради моите демохристијански, промакедонски, црковни ставови, неколку директори од НЛБ Тутунска банка, сега пазете, не постои ова некој став на банката, ова се поединци, нели? Но сето ова добива една убава слика. Почнуваат не да ме откачуваат од пријатели, туку да ме банираат за да не си имаат проблем со врхушката. Па види сега, банката на Лазар Колишевски и на останатата фамилија Колишевски која си ја доврши својата работа таму и си се пензионира и си отидува за Словенија. Нормално дека во кризно време кога треба да се застане на браникот на одбраната на партијата, тие се таму. Така што интересно, ама дали си прават лоша или добра услуга, не знам. Ја само знам дека се што ми се случува, гласно ќе го кажам. Од друга страна, луѓе кои ги сметав pretty cool и кои мислев дека па и не сакаат многу политички, приватно, интимно, било каква дружба со мене или комуникација, се јавуваат се повеќе и повеќе и тоа многу cool луѓе. Например, музичари, новинари, со кои до сега не сум се дружил. Поздрав до Горан Путица,
koji mi je prijatno iznenaduvanje, koji go sledam podolgo vreme, mi beše urednik na kanal 103, se razidovme sekoj na svoja strana, go čitam kakov luciden um ima razvijeno vo međuvreme. Така što времето на криза е многу тешко, но верувајте, колку што ми е и тешко, јас сум емотивец, јас се врзувам и многу тешко ги раскинувам врските со минатото, со луѓето, не го менувам ставот, не можам, иако сум избувлив човек, ама немам омраза. Знаете, тешко ми е да развијам омраза спрема некого, да имам осветнички мисли, да сакам нешто некому зло да му направам и слично. Но очигледно дека ова што го прави USAID, Soros, СДСМ и Canvas многу интелигентно и дека со години разработена системска пропаганда која не само што незадоволните, а пред се изфрустрираните во општеството успева да ги прибере на своја страна, туку успева да ги сврти против своите најблиски, само ако не се на линијата на партиската линија. Знаете кој го правеше тоа? Ова кој го правеше? Ова го правеше на времето, го правеа црвените кмери. Сакате ли еден добар пример да ви кажам? Се случи свадба на еден мој добар пријател, Томе Корнер, кој на 53 години реши да се жени. Остаи што се жени, него ја затрудне и жена му, која му роди тројки. На 53 години, татко. Како му се ситам на маките, кој ќе ми рече, леле, Јанко, сега знам како ти е. Векам, не знам, сум забореал, помина, моите порасна, идам на концерт. Не се. Секако дека сум тука за него и дека му посакувам се најдобро, ама јадачките си остануваат, тоа е малска работа. На таа свадба имаше многу луѓе со кои се знаеме уште од времето кога пуштавме музика по низ градов, кога градов имаше еден сосема поинаков лик и сосема поинаква енергија. Меѓу нив го видов Бобо Дайнерс. Бобо Дайнерс, собственикот на Дайнерс картичките, сопруг на Радмила Шекеринска, со кој сум пријател уште од средно. И се фотографиравме сите таму, кој беше Орце Камчев, беше Ристе Одалек, навистина куп луѓе кои на времето се дружевме по дискотеки, по кафулења, заедно се дружевме и така натаму. Се едно што животот не однесе на различни ставови, барем гледишта, можеби религиозни, можеби политички, ама секогаш имавме насмевка и пружена рака еден спрема друг. Кога заврши свадбата, се вратив дома и со многу позитивна енергија ги објави фотографиите, тоа беше пред 2-3 години, ги објави фотографиите од свадбата каде бев сликан, меѓу нив имаше и политичари дојдено таму. Томе и пријател и со Бетмен, и со Пандов, и со еден куп градски урбани ликови, и сега сликани едни со друг, јас со Бетмен, јас со Пандов, јас со Бобо, и ги објавувам овие слики вечерта. Сабајлето негде, рано сабајле, у ниедни зори, околу 10 саат, се извинам, тоа е за мене ниедни зори, некој која ќе легне у 4-5 сабајле, 10 е стварно рани зори, ми звони телефонот, ми се ево е Бобо Дайнерс. И онака вознемирен, целиот растрепетен во гласот ми вика, Јанко, шо си направил, бе? Викам, не знам, шо сум направил. Која слика со мене си ја објавил, бе, шо е проблемот? Појма немам, викам, Бобо, која слика, викам, синоќа, викам, бевме на свадба, која дојдов, викам, нели се сликав, ме ги објави сите слики, со Томе, со невестата, со старосватот, со овој, со оној, со сите, еден по еден како се сликав, нешо? Вика, од Сабајле ми звонат порталите, овие што се на СДСМ, го навредуваат, лично по телефон, како си смел, што си смел, ово, оно. Викам, Бобо, ја длабоко ти се извинувам што имаш проблем заради мене. Ја не се срамам од тоа што сум пријател со тебе, ама затоа што имаш проблем, многу ми е жал, ама ја веќе тоа е објавено. Векам, а ако ти потпаѓаш под влијание на dokaz.mk, на Народен глас, на
на Мактел, тогаш секоја ти чест. Поздравија сопругата, бон воајаж, пријателе, окей, ќе се дистанцирам, јасно ми е, за да не си имаш проблем. Се дистанцирав да него, за да не го малтретира човекот, затоа што го почитувам и го сакам, немам лоша помисла. И се уште сум собственик на картичка Diners, која не ја користам, која веќе 4 години ми се обновува, никогаш не сум дошол да ја земам, но затоа ја плаќам редовно секој месец членарината, затоа што, ете, некоја моја минимум поддршка. Интересна работа, му се јавив на Бетмен и му викам, вака и вака работава, викам. Каже ми, викам, какви ти се реакциите? Вика, исто. Се што имав пријатели, вика, од СДСМ, вика, ми се нафрлија зошто сум се сликал со тебе, ме плюка ово, она, ваму, таму. А викам, интересна работа, на Бобо му се случува истото. Еве сега, кажи ми, каква е реакцијата, ме прашува, а каква ти е реакцијата од ВМРО-овците што си се сликал ти со Бобо? Ја викам, немав никаква реакција. Навистина, никој од ВМРО, од десницата, од демохристијаните, абе со точка, ниту да ми замери, ниту ништо, зошто сум се сликал со Бобо Diners, сопругот на Радмила Шекеринска и така на. Го прашувам Бетмен, а кај ти како помина кај тебе? Ека истото. СДСМ ме нападнаа што сум се сликал со тебе, но ниеден ВМРО-овец не ме, да, и он имаше слика со Бобо, но ниту еден. Он дури имаше слика и со Стојанче Ангелов, па и со Саше Политико и со се. Викам, како помина ти со тие слики? Не беше Стојанче Ангелов на таа свадба, се други слики во меѓувреме што ги имаше направено Богдан Илиевски Бетмен. Вика, ниту еден, вика, не ме подкачи зошто сум се фотографирал со Стојанче, со Саше Политико и така натаму, ниту еден. Векам, добро, знаеш што, драго ми е, затоа што морам да имам некоја општа представа со кои луѓе и со какви луѓе си имам работа. Знаете, перцепцијата, обично, овие, ние градски деца, центарски, па се дружиме со овие од градски зид, кои се умислени, само бендисани дека се они граѓански ап луѓе, дека се они културата и цивилизацијата, а дека се друго што не е од центар и од градски зид, и обично и од центарот на градот, за и во другите градови, дека се тоа проста маса, неписмени и така натаму. Испадна виз верса. За жал, тие културните од другата страна, од шарената, од опозицијата, едноставно исчезна и се потопија во морето на нискоинтелигентни, на агресивни, на вулгарни луѓе и повлекоа многу од оние кои до вчера ги сметавме за паметни, интелигентни, ги повлекоа со себе. Страшно, тажно но добро. Добро за мене. Добро за мене затоа што, знаеш, секогаш сакаш да се свртиш и да се запрашаш, направив ли добар избор? Впрочем, ова е фол, чист фол. Знаете, јас сум дете од црква. Никогаш нема да се свртам и да се прашам дали сум направил добар избор, затоа што сум застанал на страна на Бога, сум застанал на страна на македонскиот народ, сум застанал на страна на мојата земја. Затоа никогаш. Но барем ќе ми биде јасно со какви луѓе си имам работа. Секој четврток на Радио Слободна Македонија. Радио Бурек со Јанко Илковски. Од 17 до 18 часот. Хајвај стар Јан Гилан. Наскоро и него ќе го следиме овдека во градов и ќе дојде во сосема поинаква постава. Прво со бендот на Дон Ейри. Дон Ейри е клавиатуристот кој го замени покојниот Џон Лорд и има со него направи некој бенд, што значи нема Јан Пајс да биде, но некоја посмирена верзија, затоа што ќе настапува со македонската филхармонија. Ова е трга на ваква турнеја Гилан, ќе има и во Белград и на други
и во други градови, значи филхармониите секаде се ангажирани. Ја го имам листингот, па во некој од наредните емисии, мислам во петок навечер и ќе направам една специјалка каде што ќе пуштаме музика од Deep Purple, неговите хитови, па и да се подсетиме и на хитовите на Гилан Бенд, и да бидеме поподготвени на тоа, и се како граматички да го излечам, на таа дешаванка. Добро, не е нешто чудно и непознато, затоа што паметите како беше летоска на концертот на Филхармонија посветена на Дейвид Бови. Сега покојниот Бови направи таква дешаванка затоа што имаше навистина одлично аранжирано и сето тоа, и публиката супер го препозна, го пееше, играше и така натаму. Мислам дека и Гилан ќе остави добар впечаток. Не знам само дали Child in Time ќе има, но затоа Child in Time ќе ја пуштиме веднаш после моево јадење бурек. Така, ја имаш Child in Time. Добро. Сега ние се враќаме на она што е актуелно. Океј, јасно е дека вакви или такви паметните луѓе кај да е ќе проникнат, а оние по вулгарните едноставно ќе мора да се повлечат. Но известно е, драги мои, ќе биде неизвестно што ќе биде од скандали, додека самите избори се многу известни. Овие скандали треба само да го нарушат рейтингот на ВМРО-ДПМН во последен миг, и тука ќе има обиди за апсења, вакви скандали со лупања, отвори и така натаму, се да одработи прилично мрсно и добро за на изборите да се предомисли или да се уплаши некој од оние кои немаат многу гац. Но, sejedno, јасно е дека победата ќе однесе ВМРО-ДПМН. Сори, ама ја не треба да сум паметен или да зборам по мои емоции. Навивам за СДСМ, но ВМРО ќе победи. Зошто? Па читам рейтинзи секој месец дена наназад 4 години. Нема промена. И што правиме сега? Одеднаш ќе се промени? Добро, окей, нема проблем. Опасноста мене, ја немам двојба од тоа што ќе биде на избори. Јас имам грижа од тоа што ќе биде после изборите. Што сака Чадорот да оствори во Македонија и што сака да спречи фамозниот Чадор? Фамозниот Чадор има разработено 3 сценарија за развој на состојбите во Македонија. Само вакви 3 можам јас да прифатам. По изборниот ден и по веќе познатите резултати од гласањето на 11 декември. Но при разработка на секој од сценаријата како фуснота стои и едно предупредување дека во ниту една варијанта не смее да се случат две нешта. Прво, ова мора да се дешифрира како по секоја цена мора да се спречат две работи. Пишува Мирка Велиновска во последната низина анализа, неколумна анализа во Дневник. Откако сме поставени и како регион и како држава на линијата на огнот во глобалната геостратешка војна за редистрибуција на моќта, фамозниот Чадор има разработено 3 сценарија за развој на состојбите во Македонија по изборниот ден и по веќе познатите резултати од гласањето на 11 декември. Но при разработка на секоја од сценаријата како фуснота стои едно предупредување дека во ниту една варијанта не смее да се случат две нешта. Ова мора да се дешифрира како по секоја цена мора да се спречат две работи. Не смее да се случи постизборна коалиција помеѓу ВМРО, ДПМН, ДПА и БЕСА. Тоа го бара Чадорот, кои би имале комотно мнозинство и единствен усогласен став за националните прашања, но и отпорност кон странските агресивни замешеталства. Второ, не смее да се организира честит и кредибилен попис на населението, кој ќе покаже дека албанците со 16,7, а турците со 7,3% учествуваат во вкупниот процент на население во Република Македонија. Ако се случат овие две мали нешта,
ќе значат драматичен прераспоред на политичките сили, повратена контрола на државниот терен, дебакл на тактичката игра на чадорот и сајгонска траума за домицилната платиничка шарена војска која панично ќе навали над зидините на американската фортификација на Кале. Оти Обединетото кралство Холандија, Германија, Франција и Италија стандардно ќе си затнат нос. Што се однесува до сценаријата, планерот на Вашингтон со помош на своите европски асистенти разработил 3 сценарија. Првото предвидува победа на ВМРО ДПМН, односно победа на десницата. Ова сватете го услова, зашто поимот веќе не одразува идеолошка или класна поделба, туку исклучиво национална наспроти глобалистичка опција. И во македонскиот и во албанскиот политички камп. Според симулациите за ова сценарио, ВМРО ДПМН освојува 39,6% од гласовите, БЕСА како изненадување основува 10,2%, а ДПА 6,3%. Овие бројки упатуваат на формирање доста комотна и стабилна влада, која згоре ќе биде надвор од распнатите мрежи на чадорот за перманентен лов на непослушни кркушки. А по систематската елиминација на капиталните примероци. Понатаму, ваквиот евентуален прераспоред на победниците ќе значи крај за ДУИ, која на почетокот ќе се изјасни како идеолошки лева, објаснувањето у тарифи, а изворно марксистичко-ленинистичка по кадровски состав воспитуван во Тирана, како таква политички посестрина. Стана природен сојузник на СДСМ, исто толку лева и прогресивна. По 8-годишно владење со политичкиот простор и постојано заштитена од американскиот чадор, оваа лабораториска творба на ЦИА го губи здивот и во ваквото сценарио чадорот предвидува нејзин распад со бегство на членството во БЕСА или ДПА, која е стабилна и конзистентна политичка структура, тестирана повеќе пати во служени ситуации во последниве 8 години. Од друга страна, македонскиот партнер и коалициски носечки столб во ваков проект ќе мора да обезбеди внатрепартиски консензус и бетон цврст став по националните прашања, како што се неменување на името на државата, нацијата, јазикот и останатите суштински идентитетни деривати и неменување на унитарниот карактер на државата. Ова очигледно е остварливо по оперативните сознанија на чадорот дека Турција има големо влијание во надворешната и националната политика на БЕСА, а во голема мера се однесува на Грција. Се работи за малцинските права, како и да е на овој начин и во ваква коалиција, првпат во Македонија ќе се добие влада со еден единствен усогласен став во врска со политиките на Грција. Се разбира, секоја од страните ова го прави од свој посебен национален интерес, ама сите сврзани со корпусот малцински права. Дека се работи сериозно оваа можно да се подкопа од страна на чадорот кој до гуша е цапнат во балканското јазлиште, говори податокот дека еврокомесарот Хан при неодамнешната работна сеанса во Македонија лично е отворил темата за чамите, за која истав веќе имаат ДПА и БЕСА, а посебно интересно дека тие политички ги поддржуваат здруженијата на македонците, албанците и турците кои действуваат организирано на подрачјето на Македонија и Тракија во Северна Грција. Од ова произлегува и заклучокот дека планерот во Вашингтон ќе стори се што може да ја спречи оваа коалиција. И не толку поради Грција, но и поради напредниот процес кој со години го турка во Македонија се однесува на промена на името со еднострани остапки на Македонија. Велиме ќе стори се што може, затоа што вклучувањето на анонимната БЕСА во играта во вакво радикално поинаков став во однос на крупните национални прашања од витален интерес за македонците е нов момент досега и непознат на македонската и балканската јавност. Влијанието на Турција во политиките на оваа партија со која веќе запознае НАТО, како и незиниот став кон името и идентитетот на Македонија е изненадување што се случи по обидот за јулскиот преврат во Турција. Ова уште еден начин на кој консолидираната турска власт им возрати на партнерите за поддршката што им ја дадоа на пучистите. Во Македонија на ваков посреден начин ја попречуваат американската замисла, копирана од Цезаровото зајувачко време, да ја преименуваат Македонија во Горна Македонија и етапно да го преобратат македонскиот народ во нешто друго. Доколку ваквата коалиција го издржи првиот жесток стрес тест во траење од 90 дена, ВМРО ДПМН ќе биде таа што треба да иницира попис
со образложение дека избирачките списоци темелно исчистени и прочистени со секакви методологии како и целосниот увид во матичната книга на радојдените умрени, на барање на опозицијата и евроатлантскиот комплот, утврдиле непобитен факт дека албанците како популација во Македонија се под 20%. Да сме на чисто. Чадорот и волшебникот од ДОС не стравува дека албанците ќе закупат некој од стекнатите со фингирајки права што им ги гарантира уставот и законите. Туку тие стравуваа што во пописната мапа видливо ќе се отсликаат тие 7,3% турци. Зошто? Па зашто од корен се менува кројачкиот бурда шаблон со која Америка веќе 16 години активно и директно е крои политиката во Македонија, секогаш играјки на картата на албанците како инструмент за притисок врз етничките македонци. Второто сценарио веќе се одвива и во него го туркаме своето ежедневие, се понеспокојни, разјадени и јадосени. Според оваа рутинирана констелација на фингиран партнерај ВМРО ДУИ, Чадорот не би имал многу против тој да продолжи по 11 декември. Да ја толчи, апатизира и имунолошки да ја ослабува Македонија невидливо. Ама под еден услов – промена на кадровскиот состав, особено во горните партиски ешелони. Затоа е измислена катица и адхок трибуналот, затоа се лиферувани телефонските бомби, од кои едвај може да се конструираат бомбастични корупцијски скандали. Затоа се ангажирани шарените револуционери и нивните медиумски труби и е воведена цензура, но и идено политичка инквизиција. Планерот сега сака да ги исчисти и ДУИ и ВМРО од водечките кадри. Им требаат свежи кукли и уште покорисни идиоти од водечките кадри. Им требаат такви кои може да бидат уценети и спремни на секаков пазар. Затоа Заев излегува со свежи идеи токму сега толку самоубиствено. Очигледно во недостиг на време сака да го смени крајот на својата бајка и црпнатиот из златната рибка. Како и да е со ваквото сценарио, како постизборна реалност ние не добиваме излез од кризата или како што умрените политичари велат почеток на крајот на тековната криза, реално ова би било нов бран од секакви пимплања и жилавења, тегнења на ноќни кошмари и дневни трауми што ги носи со себе една неуравнотежена држава со окупирани институции и странска управа на далечинско, приближно како Хаити, која е среќно сместена во близина на САД и како таква е незина ептен успешна приказна за грижа и човештина искажана на терен, но исти, ако не и бетер се и состојбите во државите врз кои се оптегнал американскиот заштитен чадор. Дневник веќе кажа дека во планирање е влезено третото сценарио, кој не е можно без нови предвремени избори, кои исто така ќе бидат круцијални и референдумски. Значи, според замислата на планерот, третото сценарио ќе се активира веднаш по изборите во декември и ќе се официјализира како формирана малцинска влада која ќе работи од јануари до јуни 2017 година. Незината улога ќе биде да најде ново име за Македонија, да ја редефинира незината унитарност. Значи, ново име, нови обележја, нова мапа под заштита на чадорот. Колку што слушаме, а слушајте и вие внимателно, па ќе видите кои политичари се почесто не ги тестираат слухот и сензибилитетот кога избегнуваат да спомнат македонци, а не именуваат како граѓани на оваа земја. НВО-та исто така веќе си го продадо идентитетот, па стана аморфни граѓански организации, а туку што сме извештени дека Американската амбасада ќе троши $15 милиони за програми за младите во Македонија, кои се видени како лесен плен за крвожедните баракуди, плюс се неактивно гласачко тело од 44%, што Бели мисли да го стави сега во погон по претходна обработка, а треба да профункционира на првите избори по оние што ќе го завршат мандатот на втората македонска широка влада. Изненадувањето, поточно главоболките што му ги приредува Реџеп Тајип Ердоган на ОЗ во Вашингтон е последица на пучот што му го организира и во најмала рака ги поддржуваше стратешкиот партнер и неговите европски слуги ова лето. Македонија ваквото пенџере за излекување од дупката во која падна од наива, незнаење и внатрешно предавство мора да го искористи отие еднократно. Се работи за вентил низ кој тече чист кислород. Непријателот се ќе стори брзо да го затвори, ама ако се одигра одлучно и умно, ќе биде шанса за да почне процес на закрепнување на државата внатре и надвор. Говориме за државна политика во која се огледуваат националните, економските и сите други интереси. Турција со беса го прави првенствено
ова собеса го прави првенствено од регионален интерес, но и како благодарност кон државниот врв на Македонија, посебно кон председателот на државата Ѓорѓе Иванов и владата на Никола Груевски, односно партијата ВМРО-ДПМН, кој во најтешкиот период за Турција од 2011 година од фингерајка на зелените во паркот Гези до обидот за преврат 2016 година и воведувањето специјални мерки за училиштата на Фето Аја Кемал покажа изворедно чувство за одговорна и далекосежна политика, што е реткост во македонската пракса. А во еден кревок регион кој е изморен од чести поставувања линии на намерно подпалување оган за потоа да го етикетираат како нецивилизиран, иако пироманите се оригинерините дивјаци. Кои се природните пријатели на ваква и поинаква и нетипична политичка констелација на Балканот? Необична е оти сме навикнале на евроамерикански моделчиња и дизајн. Ова е поинакво оти не доаѓа од конфронтација, туку е заеднички интерес. Веќе сега се гледаат разликите во приодот на целите. Например, превратот го очекува и пред време го славија НВО на Сорос и USAID, нивните европски контрактори, нивните медиуми и инсталации во Македонија, како и министерот Оливер Спасовски од СДСМ и министерот за образование од ДУИ. Овие двајца не сакаа да ја спроведат одлуката за училиштата на филантропот и муслимански Сорос Фетулах Гюлен, отворени во Македонија. А ете, и Беса од омилена партија на шарените револуционери преку ноќ стана радикална исламистичка организација под контрола на Ердоган. Тоа е тоа со пропагандата и манипулацијата. Има цел да ве зачади, за да не ги видите фактите дека веќе действуваат како притискачи секакви надворешни емисари и во ВМРО и во ДПА. Секој четврток на Радио Слободна Македонија. Радио Бурек со Јанко Илковски. Од 17 до 18 часот. Ете, платенички на шарената револуција, дојдени од Париз, овдека протестира пред мојот излог, се соблекува голи, 3 манекенки и се обидува да ме извадат од такт. И на вистина успеа во тоа. Јас се извинувам, почитувани слушатели. Шега на страна, немавме доволно време да го склопиме овој цел текст во врска со што она постизборно ќе се случува во Македонија. Останете ми со добро здравје, за жал толку ни е времето, Дипапел ќе не одјави. Јас сум Јанко Илковски, ова е Радио Бурек, секој четврток од 17 до 18 часот, Радио Дифузно друштво, Радио Слободна Македонија, 27 октомври 2016. Секој четврток на Радио Слободна Македонија. Радио Бурек со Јанко Илковски. Од 17 до 18 часот.